Почитуван амбасадор на Руската Федерација во Македонија Сергеј Александрович Базникин, почитуван господин Карен Шахназаров, почитуван ректор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕФТА Јордан Плевнеш, почитуван господин Владимир Петрович Ријасов, заменик директор на Мосфилм, драги гости. Вечерва започнува месецот на рускиот филм во кинотеката на Македонија. Директен повод е еден јубилеј. Имено на 31 јануари се навршија 25 години од воспоставување на дипломатските односи помеѓу нашите две земји. Имали убава пригода од ова за да прикажеме 25 руски филмови. Сите од ред, големи филмски уметнички дела, препознаени и признаени низ целиот свет. Дела на Тарковски, Данелија, Михалков, Меншов, Айзенштейн, Шахназаров. Разграбаните билети, а се надевам дека така ќе биде цел месец, за трите филмски проекции на Ана Каренина, Историја на Бромски, филм на овде присутниот режисер Карен Шахназаров ни говорат многу работи, но вечерва ќе го апострофираме само очигледниот факт дека ние тука ги сакаме руските филмови и руската култура. Тоа е всушност индиректниот повод и се надевам дека во иднина во кинотеката ќе има се повеќе руски класични и современи филмови. И како знак на огромна почит кон делото и кариерата на Карен Шахназаров, во името на кинотеката му доделувам повелба за исклучителен придонес во уметноста на филмот. Македония Сергей Александрович Безникин, уважаемый господин Карен Шахназаров, уважаемый уважаемый ректор Университета аудиовизуальных искусств ЕФТА Йордан Плевнеш, уважаемый господин Петрович, заместитель директора Мосфильма, дорогие гости, сегодня вечером начинается месяц русского кино в кинотеке Македонии. Поводом является один юбилей, а именно 31 января 1994 года отмечается 25 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими двумя странами. Есть ли лучше событие, чем это, чтобы показать 25 российских фильмов? Все они входят в число крупнейших произведений киноискусства, узнаваемые и признанные во всем мире. Произведения Тарковского, Данелия, Михалкова, Меншова, Эйнштейна, Шахназарова и так далее. Раскупленные билеты, а я надеюсь, что так будет целый месяц, от 3 показов фильма Анна Каренина «История Бронского», фильм режиссера Карен Шахназарова, который сейчас с нами, говорят нам много. Но сегодня процитируем только тот очевидный факт, что мы здесь любим русские фильмы и русскую культуру. В знак глубокого уважения к работе и карьере Карена Шахназарова от имени кинотеки награждаем вас мемориальной доской за выдающийся вклад в мировое киноискусство. Я благодарен посольству Российской Федерации, русскому. Искажувам голема благодарност до амбасадата на Руската Федерација, до Рускиот културен центар во Софија и Владимир Јастреба, кој што е тука присутен, до Универзитетот ЕФТА, до сите во кинотеката што се ангажираа на овој проект и секако до Мосфилм, храмот на руската кинематографија. И ја користам оваа прилика да го честитам 95-тиот роден ден на Мосфилм со желби за уште поголеми успеси.
И го повикувам сега амбасадорот Сергеј Александрович да ви се обрати, пошто ќе следи прогласувањето на Карен Шахназаров за почесен доктор онорис кауза на Универзитетот за аудиовизуални уметности ЕФТА. Благодарам. Я благодарен посольству Российской Федерации, Русскому культурному центру в Софии и Владимиру Ястребу, университету ЭФТА, всем в кинотеке, которые брали участие в этом проекте, и конечно Мосфильму, храму российской кинематографии. И пользуясь этим возможностью, чтобы поздравить Мосфильм с 95-летием, с пожеланием еще большего успеха. Представляю слово Сергею Александровичу Базникину. Почитувани дами и господа, драги приятели. Срдечно ве поздравувам на отворањето на првиот во Македонија филмски фестивал Руска зима, месец на рускиот филм, кој е посветен на юбилејот за нашите две земји. 25-та годишнината на воспоставувањето на дипломатските односи меѓу Руската Федерација и Република Македонија. Пред се би сакал да им се заблагодарам на Кинотеката на Македонија и на нејзиниот директор Владимир Ангелов, на филмското студио Мосфилм и лично на неговиот генерален директор Карен Георгиевич Назаров. Како резултат на нивните напори, секако со целосна поддршка на Руската амбасада и Агенцијата Россотрудничество, македонската јавност доби уникатната можност во текот на целиот месец да ужива во вистински ремек дела на руската кинематографија, од кои повеќето заслужено представуваат дел од златниот фонд на светскиот филм. Отварајќи го овој прекрасен културен настан, би сакал посебно да истакнам дека духовно блиските народи на нашите две земји имаат заеднички корени и историја. Тесни културни врски кои стана солидна основа за градење на пријателските односи меѓу современите Русија и Македонија во изминатата четвртина век. Не е случајно чинам дека проблемите што ги обработува руската кинематографија се јасни и разбирливи за сите македонци, кои се добро запознаени и многу пати имаат гледано повеќе руски филмови. Во текот на целиот месец февруари ќе имате можност да ги видите 25, овој број символично ја одразува годишнината, прекрасни филмови создадени од филмските великани како што се Сергеј Айзенштајн, Андреј Тарковски, Георги Данелија, Владимир Миншов, Никита Михалков и, што е особено драго да се забележи, присутниот овде вечерва Карен Георгиевич Назаров. Имињата на овие режисери се засекогаш запишани во аналите на светската кинематографија. Користејќи ова прилика, би сакал да му го честитам на Карен Шахназаров доделувањето на уште едно високо признание, патем кажано, тој е првиот руски филмски мајстор што ја добива, односно титула почесен доктор на Универзитетот за аудиовизуални уметности, Европска филмска театарска и танцова академија ЕФТА. Благодарни сме на Сенатот на Универзитетот и лично на ректорот Јордан Племеш за ова
нивна одлука. Во речиси вековната историја на својата работа, филмското студио Мосфилм создаде многу ремек дела, од кои некои ќе бидат прикажани во рамките на месецот на руското кино. Денес на гледачите се предлага едно од последните дела на Карен Шахназаров, Ана Каренина, приказната на Вронски. Според моето мислење, а јас вчера повторно го изгледав овој филм, тој неверојатно точно го пренесува карактеристичниот за руската кинематографија стремеж кон творечкиот копнеш за современо осмислување, во случајов на едно од најпознатите гениални дела на класикот на светската литература Лев Толстој и соединување на нови форми со вековните традиции. Филмската уметност на нашата земја е разнообразна и многулика. Се надевам дека овој фестивал уште повеќе ќе го зголеми интересот на македонската публика кон руската кинематографија. Уживајте во овој допир со волшебниот свет на филмот. Ви посакувам пријатно гледање. Ви благодарам. Ваша ексцеленцијо, амбасадоре на Руската федерација во Македонија, ви благодариме за вашето прекрасно браќање на македонски јазик. Почитувана сопруга, почитуван Карен Шахназаров, директорот на кинотеката, почитувани гости од Мосфилм, почитувани дами и господа од голем број институции во Македонија. Вечерва ќе се случи тоа прогласување на Карен Шахназаров за доктор Honoris Causa и како што рече амбасадорот, да ќе биде првиот голем мајстор на рускиот филм кој што ќе влезе во нашата историја. Јас ќе го читам го разбрав, не? Да заштедиме во време. Обичајни форми за поздравување и добре дојде и благодарност посебно до Добро пожаловать. Гаил Георгиевич Шахназаров, посол, который сказали, ты прекрасные слова, что режиссер, известный русский, будет первым мастером этого великого мероприятия. Значи сега јас ќе читам на македонски, а вие ќе го читате тоа на руски. Вечерва во кинотеката на Македонија на 4 февруари 2019 роденденот на Гоце Делчев, вечниот младич на македонската револуционерна и духовна револуција, што ја изговори безсмртната мисла, јас го разбирам светот како поле за културен надпревар меѓу народите, започнува едномесечниот фестивал на руската кинематографија со сите нејзини имиња, што се изговараат со пиетет на меридијаните. Руската култура, што ја промовира на светски план безвремената максима дека убавината ќе го спаси светот. Тој чин доживува вечерва во Македонија еден фамилиарен празник. Драги Карен Шахназаров, чувствувајте се вечерва како да сте стигнат во вашиот роден дом, бидејќи со вашиот филм Ана Каренина, приказната
на Вронски, според романот на Лав Николаевич Толстој, започнува одисејата на волшебствата на седмата уметност во Русија со оглед на тоа што крвта вода не бидува. Македонските спомени за Толстој се бескрајно силни и се опишани во текстот Толстој и Македонија на нашиот славен поет и амбасадор на Македонија во Руската Федерација Гане Тодоровски, каде е документирана средбата на македонските интелектуалци и револуционери кои го посетиле Толстој во Јасна Пољана на самиот почеток на 20 век, за да бараат совет како да ја ослободат Македонија. Тој им рекол, само со љубов можете да ја ослободите Македонија. Пренесете драг Карен Шахназаров во Русија, нека се заложат во Советот за безбедност на Обединетите нации, наместо северна да не прекрстите во љубовна Македонија, бидејќи освен ljubов, ништо друго не остана, а љубовта нема никаква вредност во распоредот на нуклеарните сили и на берзата во Wall Street. Сегодня, 4 февраля 2019 года, в Синематеке Македонии в день рождения Гоце Делчина, вечно молодого героя македонской социальной и духовной революции, который произнес бессмертные слова «Мир видится мне полем культурного соревнования народов», начинается месячник русской кинематографии. Именно деятелей, которые с благоговением произносят на всех меридианах. Русская культура провозглашает во всем мире бессмертную максиму, согласной которой красота спасет мир. Сегодня вечером мы в Македонии отмечаем семейный праздник. Дорогой Карель Григорьевич Шахназаров, чувствуйте себя сегодня вечером дома. Ведь вы действительно у себя дома, потому что именно вашим фильмом «Анна Каренина. История Воронского» по роману Льва Николаевича Толстого начинается волшебная одиссея седьмого искусства России, учитывая, что кровь не вода. Македонские воспоминания о Толстом бесконечно сильны, и они приводятся в тексте «Толстой и Македония» нашего известного поэта и первого посла Македонии в Российской Федерации Гани Тодоровского, где описана встреча македонских интеллектуалов и революционеров, посетивших Толстого в Ясной Поляне в самом начале 20 века. Они хотели получить совет, как освободить Македонию. Толстой ответил им: вы сможете освободить Македонию только любовью. Передайте, дорогой Карель Григорьевич Шахназаров, пусть Россия предложит Совету Безопасности Организации Объединенных Наций вместо Северной переименовать нас в любовную Македонию, потому что кроме любви у нас ничего не осталось. А любовь не влияет на ядерные силы и биржу Уолл-стрита. На преведувачката Панкина и се заблагодаруваме тука. Покрај Русија и Македонија на овој троен фамилиарен празник е присутна и Ерменија. Бидејќи вие сте од ерменско потекло од кнезот Мелих Шахназаров и директна поврзаност со ерменскиот прародител Аика, кој сигурно поминал низ балканските простори, вашиот татко Георги Шахназаров Хосроевич
еден од столбовите на перестройката според лондонски Guardian и многу близок соработник на Михаил Горбачов, публицист и писател, фантаст, заедно со вашата мајка Ана Григориевна. Мајка ви жива е? Да. Значи и тие се тука и ве гледаат од македонското небо. Од јас додавам секогаш една фамилиарна димензија на овој чин, на прогласувањето на доктори, ги споменувам и родителите. Да, значи да не сгрешиме нешто. Тие се сега тука и ве гледаат од македонското небо, кај што сега стоите вие на местото, кога ќе се качите овде. Биле и Клод Лелуш, и Јиржи Менцел, и Жан-Клод Кариер, и Мануел де Оливейра, и Роберт Вилсон, и бил вашиот сонародник Шарл Азнавур, французин со ерменско потекло, и на оваа сцена го изговорил стихот од кој што се слушнаа звучни солзи во салата: "Мојот народ со векови непогребан спие." Бидејќи во времето на пролетта на народите во Европа постоеше конекција про Ерменија и Македонија, за која Анатол Франс и Жан Жорес се обраќаат до европското јавно мнение. Човештвото веќе не може да живее со убиени народи скриени во својот подрум. Кроме России и Македонии на этом тройном семейном празднике присутствует также Армения, потому что вы армянского происхождения, вы потомок князя Мелика Шахназарова и напрямую связаны с прародителем армян Аиком, который наверняка воевал здесь, на Балканах. Ваш отец Георгий Хасроевич Шахназаров, по мнению лондонской Guardian, один из столпов перестройки и близкий соратник Михаила Горбачева, публицист и писатель-фантаст. Он вместе с вашей матерью Анной Григорьевной сегодня здесь и смотрит на вас с македонского неба. А ваша мама нас смотрит в сердце, потому что... Да. И сегодня на том самом месте, где теперь стоите, вы стояли и Клод Лелуш, и Иржи Менцель, и Жан-Клод Карьер, и Мануэл де Оливейра, и Роберт Уилсон, а еще и ваш соотечественник Шарл Азнавур, француз армянского происхождения. С этой сцены он прочитал стихотворение, после которого многие в зале не смогли сдержать слез. «Народ мой спит в веках непогребенный». Со времен весны народа в Европе существовала связь Армении и Македонии, о которой говорили Анатоль Франс и Жан Жорес, обращаясь к европейскому общественному мнению. Человечество больше не может жить с убитыми народами, спрятанными у него в подвале. И последниот параграф пред да го поканиме Карен. Господине Карен Шахназаров, по фамилиарната традиција на татко писател фантаст, вие станавте режисер фантаст и се запрашавте што представува светската цивилизација. Ако за ништо се напишани романите на Николај Василевич Гоголј, Фјодор Михајлович Достоевски, драмите и расказите на Антон Павлович Чехов, ако за ништо е напишан Мајсторот и Маргарита од Булгаков, како што велите во вашите интервенции во светскиот визуелен простор, тогаш ќе испадне дека за ништо е насликана Мона Лиза од Да Винчи и Сикстинската капела од Микеланджело Буонаротти, за ништо се напишани и човечката комедија од Балзак и клетниците од Виктор Иго. Ова е еден цитат од неговите интервенции во светот. И сега продолжуваме, но не и не и не и не. Не се за ништо направени вашите филмови. Ние од джезот, Градот Зеро, Љубов во СССР, Исчезнатата империја, Убиецот на царот, Палата број 6, Белиот тигар, што ја пренесоа славата на руската кинематографија во Париз, Чикаго, Шангај, Исланд и Монтреал, на сите најпознати светски фестивали, каде што вие, со вашиот уметнички верују, сте неповторлив и единствен,
драги Карен Шахназаров, во име на Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска, театарска и танцова академија, ве прогласуваме за доктор онорис кауза како олицетворение на мојата идеализација на Русија како уметничка велесила, дефинирана во мојот роман Осмото светско чудо. Ако Русија не запее со љубов, човештвото ќе умре од тага. Карен Георгиевич Шахназаров, вы пошли по стопам отца писателя-фантаста и стали фантастическим режиссером, и вы задались вопросом, что собой представляет мировая цивилизация. Если зря были написаны произведения Николая Васильевича Гоголя, романы Федора Михайловича Достоевского, драмы и рассказы Антона Павловича Чехова, если впустую был написан роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, как вы говорите в своих творениях, мировое визуальное пространство, тогда получается, что напрасны Мона Лиза да Винчи и Сикстинская капелла Микеланджело Буонаротти, пустую созданы человеческая комедия Бальзака и отвержение Виктора Гюго. Но нет, нет и нет. Не зря сняты ваши фильмы «Мы из джаза», «Город Зеро», «Любовь в СССР», «Исчезнувшая империя», «Цареубийца», «Палата номер 6», «Белый тигр», прославившие русское кино в Париже, Чикаго, Шанхае, Исландии, Монреале, на всех самых известных фестивалях мира, где вы со своим художественным кредо были всегда неповторимым и единственным. Дорогой Карен Георгиевич Шахназаров, от имени Университета аудиовизуальных искусств Европейской академии кино, театра и танца объявляю вас почетным доктором, доктор онорис кауза. И как сказано в моем романе «Восьмое чудо света», где я говорю об идеальном видении России как великой художественной державы, и если Россия не будет петь с любовью, человечество умрет от тоски. Спасибо. Я необыкновенно тронут. Спасибо огромное. Наистина много съм трогнат и безкрайна благодарност до вас. Йордан, он напоминает мне Мефистофеля. Си спомнува на един лик от Маестро и Маргарита. От Булгакова. Я должен сказать, я потрясен вообще речью, просто потрясен, потому что... Наистина премного съм възбуден, потресен от Все-таки зборовите. правильно говорят, Македония это маленькая страна с огромной душой. Вика, Македонията е една мала земя с огромна душа. И эта душа олицетворяется в людях, которые здесь живут. И таа душа се е олицетворена во луѓето кои овде живеат. И я здесь бывал уже и вот с удовольствием еще раз Сум приеду. бил веќе и со големо задоволство пак ќе дојдам. Я всегда был в восхищении от вообще той энергии, той внутренней силы, которая здесь Од присутствует. секогаш сум бил воодушевен од таа енергија и од таа внатрешна сила што е присутна во вас.
Для меня это большая чест. Голема чест е тоа за мене. И я понимаю, что это вклад в ту связь, которая есть между народом Македонии и народом России. И разбирам дека е сето тоа влегува во рамките на свеста на народот на македонскиот народ и рускиот народ. Народот на Македонија. Только одна из нитей, которые связывают, их много этих нитей, я только одна маленькая нить, которая, может быть, чуть-чуть еще связывает крепче нас. Два этих родственных, близких и духовно чувственных народа. Многу нитки не поврзуваат и една нитка што сакам да ја споменам е одразува нашата близина на два близки народи. Я очень благодарен вам, Юрген, я благодарен кинотеке за то, что вы поддерживаете этот огонь, потому что его надо кому-то поддерживать. Ви благодарам навистина и вам и на кинотека зашто вие го поддржувате оној пламен што треба да се поддржува. Этот огонь, который согревает и наш народ, Оној пламен што го грее нашиот народ македонски, и македонскиот народ. и который нас делает вместе, и мы понимаем, что мы из одного корня, мы из одного духовного корня, и мы в этом будем всегда. Разбираме дека потекнуваме од еден духовен корен, сме биле секогаш и ќе бидеме секогаш. Я сегодня ехал по ночному, вот сюда ехал в Скопье, я был поражен этим крестом, который парит Кога в черном небе, се в спуштав небе, в ночном во небе. Скопје со авионот, бех поразен од оној крст што го видов, мисли на Я никогда не видел ничего подобного. Никогаш до сега не сум видел такво нешто. Это очень сильно. Тоа е многу силно. В этом есть какая-то необыкновенная духовная мощь. Во тоа чувствувам една голема необична духовна моќ, сила. В этом есть урок и для нас, для русских. Во тоа чувствувам и некои лекции за нас, русите. Спасибо вам. Ви благодариме. Спасибо. Спасибо. Амбасадорот на Русија неговата Глашаем. директорот на кинотека за една фотографија За песну фотографија. и после тоа ќе ви пожелиме прекрасно гледање. А вам зборувам руски. Thank you.